20 часот време е за централниот дневник на К1. Добро вечер. Еве што ќе гледате во него. Денеска и утре во прекрасните предели на Кожув планина се одржува настанот на отворено Алшар 2016. Вице-премиерот Владимир Пешевски ја потврди информацијата дека наскоро ќе се случи нова инвестиција во Велес. Продолжува нелегалното превезување мигранти. Денеска и утре во прекрасните предели на Кожув планина се одржува настанот на отворено Алшар 2016. Организаторите најавија околу 1000 учесници, но и толку посетители. Во првото издание на дневникот имавме вклучување во живо на колешката Мартина Митков која го следи настанот. Да погледнеме дел од разговорот. Да, студио се слушаме. Како што кажавте, ние се наоѓаме во пазувите на прекрасната Кожув планина. Поводот за нашето присуство овде е Алшар 2016, односно дводневниот настан на отворено за велосипедизам и планинарење. Веднаш до мене се организаторите на настанот, Сдруженијето Тиквешки точакџи, кои ќе ги прашаме како дојде до идејата и што се очекува денес. Господине Лазар, што се очекувате денес? Колку посетители? Дали навреме се организиравте? Кажете ни нешто повеќе. Пред се благодарам за јавувањето во живо, кој го возможи телевизија К1. И настанот беше закажан уште пред неколку месеци и еве сега го финализираме она што го закажавме и она што на целата македонска јавност го најавивме дека ќе биде еден отворен настан каде што сите луѓе ќе се дружат и каде ќе понесат пријатни спомени, пријатно дружење од самиот настан Алшар во организација на Тиквешки точакџи, како што и во најавата рековте. Очекуваме голема група на луѓе, голема група на велосипедисти, планинари, маратонци во трчање по планини. И сепак мора да кажеме дека како организација дека настанот е на широко прифатен во Македонија. Имаме гости од целата наша република. Доаѓаат постојано, еве денес е сабота, ден за прием на гостите, кога не се организирани сите останати тури кои што се најавени за 12, тоест утре. Но морам да напоменам дека настанот е извонредно посетен, интересот е се уште огромен и покрај сите наши очекувања и планови, бројката ќе биде неколку пати надмината. Им посакувам на сите кои што ја гледаат телевизијата, ако соберат можност да дојдат на прекрасните предели на Кожув планина. Ние се наоѓаме сега во местото село Мрежичко, од каде што почнуваат и завршуваат сите планирани и велосипедски и планинарски тури, и на местото на кое што ќе има и пригодна забава, дружење и уживање во природа. Ни кажавте дека утре е организирано ревијално возење со велосипеди. Како се одвиваат турите? Колку километри се? Пред се денес имаме ревијална тура во мотокрос. Пред малку мотокрос турата замина да ја врти големата тура закажана, која што е 52 километра, а утре закажани се во 10 часот голема планинарска тура, мала планинарска тура, голема велосипедска и мала велосипедска тура. Големата велосипедска тура е 52 километра, малата планинарска тура е 28 километра, додека за планинарските тури може да ви кажат повеќе од планинарското друштво Орле, кое се приклучи кон организацијата на настанот Алшар во организација на Тиквешки точакџи и несебично и тие се приклучија кон овој настан да го збогатат целиот настан со дружење во природа од страна на планинарите. Благодарам. Како што слушнавте, дел од оваа манифестација и планинарското друштво Орле, ќе ги запрашаме колку километри ќе планинарат и колку планинари ќе бидат овде присутни овие 2 дена. Председателе Никола, вие се приклучувате кон организацијата на овој настан. Колку планинари ќе бидете присутни овде и колку изнесува колку километри ќе пешачите, ќе планинарите? По првите најави од колегите организатори, најава досега имаме за големата тура негде околу 150 планинари и за малата тура негде околу 80 планинари. Тоа не знаеме точно, бидејќи утре бројот се зголемува. Најава имаме утре многу да дојдат на тие тури. Кај што не прашавте, големата тура е негде околу 22-3 километра, со негде околу 7 часа треба да ја помириме, а малата тура е негде околу 3,5 до 4 километра, па отприлика околу 2,5 часа, отприлика, ако викам, затоа што е таа фамилиарна и поблиска е.
се рачуна големата тура малку напорна, бидејќи тргаме од 610 надморска висина село Мрежичко, се качуваме токму на негде околу 950, после се спуштаме негде на 700 и токму по Мрежичка река доаѓаме на целата тука. Сите планинари, мислам, големата тура е тоа. А мала тура, една интересна е, таа е многу помала, посета на Римска бања, таа е многу интересна, као појава, топла вода, нели, извира на едно место и таму ќе биде крајната цел и назад. Вие имате планинарено претходно на Кожув планина. По што е карактеристична оваа планина, овие недопрени предели? Нашата, мислам, Кожув планина е карактеристична по тоа што е чиста. Најважно е чиста, за разлика од Шара, нели, да не зборам шо. Тука имаме вода многу е важно вода. Имаме добри патеки, Планинарско спортско друштво Орле моментално располага со негде околу 15 маркирани патеки. Секој да тргне од село Мрежичко, комотно може да шета по 6-7 сата или 4, уопште да нема проблем да се изгуби или слично, маркирана патека има, едно до 15. И тешки и лесни. И плюс тоа, на овој дел имаме направено 2 алпинистички стази, смерови, тоа ја викаме Цуцката и долу на Блашница, тоа се познати кои го посетуваат, нели, странски делегации, алпинистички смерови се тоа. Ви благодарам и вам. Студио, нашата екипа останува овде. Овие 2 дена ќе го проследиме првенчето Алшар 2016. Наскоро нова инвестиција во Велес. За почеток ќе се вработат околу 400 лица, а во период од 5 години бројот на вработени ќе се зголеми на околу 1000 лица. Локацијата е најдена, се очекува инвеститорот официјално да го соопшти ова, изјави вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски во емисијата Отворено, за која можете да ја гледате вечерва во 21 часот. Една од поголемите инвестиции која што требаше да биде сместена во еден друг град во Република Македонија, најден определени технички проблеми таму и како втора локација го одбра Велес и мислам дека инвестицијата ќе се случи во Велес. Исто тука се работи за околу 1000 вработувања во период од 5 години. На почетокот би стартувале некаде со 400 вработувања. Локацијата е веќе најдена, значи не е во индустријските зони, но локацијата е веќе најдена и се работи на тоа, така што во скоро време ние секогаш оставаме на инвеститорот, дури и кога прави промена на својот бизнис план, ако е нешто позначително, тие да го соопштат тоа. Со доделување на наградите вчера вечер во Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот беа затворени 53-тите Рацинови средби. Претходно се одржаа низа манифестации која збогатија културната програма на годинишните средби во чест на Коста Солев Раци. Со свечено врачување на наградите, почесно Рациново признание и Рациново признание во големата сала во Народниот театар Джинот во Велес завршија 53-тите Рацинови средби. Годинава почесното Рациново признание замина во рацете на професор доктор Борислав Павловски за децениската промоција и афирмација за македонската литература, книжевност и култура. Павловски по потекло е македонец кој живее во Загреб. Голема ми е чест што сум добитник на ово признание. Има повеќе причини за тоа. Ама не треба многу да се зборува, бидејќи јас сум човек што треба да работи. Петото годишно време од Сашо Димовски и Невидливи љубови од Владимир Јанковски се овогодинешните добитници на Рациновото признание. За прв пат во овие 53 години жири комисијата одлучи оваа награда да ја поделат двајца автори, оценувајќи ги како дела компактни, фокусирани околу една иста тема – љубовта. Ќе ги отворам вените пред твојата страст, крвта му е да заси. Нели ги видов твоите очи светли, ниту шепотот на твоето мраморно уста. Пламениот занес на оваа крв е последната стъпка за себе. Па ако бидеш среќна, скоро не се желба помени и мојата крв. Сети се само за мене и за мојата болка. Ништо повеќе. Да се пишува, меѓу другото,
Значи да се бара она што секогаш не е видливо од почетокот, зашто смислата често лежи во потрагата, во патот кој додека чекориме кон целта не менува и не тера да не бидеме задоволни од ниту една цел, доколку таа не биде почеток на нова потрага. Ако во таа потрага успее да го убеди читателот дека нејзиното трагање е всушност неговата приказна и пат, кога тој ќе ги затвори страниците на книгата и повторно ќе го погледне светот околу себе, Свеченоста беше збогатена со настап на црковниот хор Свети Пантелеймон под диригентство на професор Славица Ставрева, со што свечено беше затворена програмата на 53-тите рацинови средби во Велес. ...563 првачиња за прв пат ќе седнат во училишните клупи од септември. Најголем број од нив се запишани во основното општинско училиште Блаже Конески. Од вкупно 584 деца родени во 2010-2011 година, 563 првачиња за прв пат ќе седнат во ученичка клупа. Оваа година најголем број на првачиња има запишано во основното општинско училиште Блаже Конески или вкупно 136. Истите ќе бидат распределени во 4 паралелки. Во основното Васил Главинов заедно со 5 подрачни училишта во село Раштани, Бузалково, Сливник, Клуковец и Превалец, годинава 218 ученици ќе го започнат својот образовен процес. Во основното Кирил и Методи во Велес и подрачното училиште во Црквино вкупно се запишале 75 ученика, а во Благој Кирков со подрачните во село Челошево и Караслари вкупно се запишани 35 ученика. Основното Јордан Хаджи Константинов Джинот пак заедно со подрачното училиште во Башино село ќе прими вкупно 54 ученици. Во Реко Жизиво во прво оделение ќе тргнат 19 ученика. Основното Стојан Бурчевски Буриден со подрачните во село Иванковци, Мамутчево, Отовици и Сујаклари ќе прими вкупно 16 ученика. Надлежните очекуваат оваа бројка од вкупно 563 да се зголеми, затоа што запишување ќе има и во септември. Според податоците од Државниот завод за статистика, во првиот квартал од годинава, општините од Вардарскиот регион бележат негативен природен прираст. Деталите ги има колегата Владимир Истов. Државниот завод за статистика излезе со податоци за наталитетот и морталитетот во првиот квартал од годинава. Во 8 општини од регионов се родиле вкупно 389 бебиња, а починале 497 лица, од кои 2 доенчиња. Со тоа општините од Вардарскиот регион бележат негативен природен прираст од минус 108. Во првиот квартал од годината во Велес се родиле 134 бебиња, а починале 177 лица, од кои 1 доенче. Со тоа општината бележи најголем негативен природен прираст во регионот, односно минус 43. Во Кавадарци во првите 4 месеци се родиле 102 деца, а починале 123 лица. При тоа негативниот природен прираст изнесува минус 21. Општина Неготино го покачила природниот прираст со 46 новороденчиња, додека 64 лица починале. Природниот прираст и во оваа општина е негативен и изнесува минус 18. И во оваа општина починало 1 доенче. Во Свети Николе во првиот квартал од годинава се бележат 34 родени деца, а починати 57 лица. Со тоа општината бележи негативен природен прираст од минус 23. Во Демиркапија се родиле 10 деца, а 12 починале. Природниот прираст е негативен и изнесува минус 2. Во Росоман се родиле 12 деца, а 21 лице починало. И во оваа општина природниот прираст е негативен, односно минус 9. Во општина Градско бројот на новороденчиња изнесува 21, додека 24 лица починале. Оваа општина има негативен природен прираст од минус 3. Општина Чашка е единствената општина која бележи позитивен природен прираст. Во неа се родиле 30 деца, а починале 19 лица. Со тоа природниот прираст изнесува 11. Поради нелегално превозување мигранти на едно лице му е одредена мерка притвор, а на друго лице изречени му се мерки за предпазливост, забрана за напуштање на земјата и обврска најавување секоја среда во Основниот суд Скопје.
Мерка притвор во трајање од 30 дена му е одредена на 35-годишниот АБ од страна на судија, откако бил приведен во полициска станица Неготино поради нелегално превезување мигранти. Вчера во 1 часот и 40 минути од страна на полициски службеници во близина на село Удово кај тунелите Демир Капија му дале знак да застане на АБ од Сарај Скопје, кој управувал патничко моторно возило Рено Лагуна со кумановски регистарски ознаки, кој не застанал, туку ја зголемил брзината и продолжил кон Демир Капија. Во близина на местото викано Арсо Вилаки бил фатен, а во возилото биле пронајдени 16 мигранти. 11 од Авганистан, 5 малолетни, 4 од Пакистан и 1 од Иран. На лицето пак ДФ, 26 годишен скопјенец, по поднесена кривична пријава на претходна постапка, изречени му се мерки за предпазливост, забрана за напуштање на Република Македонија и обврска најавување секоја среда во Основниот суд Скопје, поради тоа што во текот на вчерашниот ден и тој нелегално превезувал мигранти. Во 2 часот и 20 минути од страна на полициски службеници на автопатот Гевгелија Скопје, кај местото викано Арсо Вилаки, при извршен обид за запирање на патничко моторно возило Opel Omega со скопски регистарски ознаки, истото не застанало и продолжило со движење, при што после 2-3 километри возачот изгубил контрола и удрил во еластична ограда. Тој во возилото превезувал 3 лица од Авганистан. Распишан е јавниот повик за бесплатен летен одмор за деца од социјално загрозените семејства. Со доделувањето на наградите за животно дело се отвори 51-иот македонски театарски фестивал во Прилеп. Вестите од земјава во приложение. Денеска е распишан јавниот повик за бесплатен летен одмор за дечињата од социјално загрозените семејства. Огласот ќе трае до 20 јуни, а предвидено е оваа година правото на бесплатно летување да го искористат 2000 деца, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Бесплатниот летен одмор се однесува на деца од семејствата корисници на социјална или постојана парична помош, децата и младинците со пречки во развој до 26 години, како и децата од семејствата корисници на детски и родителски додаток. Бесплатното летување ќе трае 7 дена, односно опфаќа 6 полни пансиони и бесплатен превоз до дестинацијата, информираат од Министерството за труд и социјална политика. За една година за бесплатните одмори се обезбедени околу 8 милиони денари, а конкретно за летувањето околу 5 милиони денари. Од почетокот на спроведувањето на проектот, правото на бесплатен одмор го искористиле околу 12.000 деца, а оваа година обезбедени се средства за бесплатно летување на 2000 деца. Со доделувањето на наградите за животно дело и со првата представа во официјалната конкуренција за награди име на театар, комедија, синоќа во Центарот на култура Марко Цепенков во Прилеп беше отворен 51-иот македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински. Награда за животно дело добија театарските критичари Лилјана Мазова и актерите Елхаме Билало од Албански театар и Сабина Ајрула од Драмски театар Скопје. Фестивалот за отворен го прогласи заменик министерот за култура Драган Неделковски, кој нагласи дека фестивалот и театарската сцена се местото каде најсуштински се дефинира и перцепира потребата од уметноста во нашата земја. Околу 900 лица се приведени во Бангладеш при операција против исламисти. Либиската војска го ослободи Сирт, градот кој пред една година го завзема исламска држава. Ова се вестите од светот. Околу 900 лица се приведени во Бангладеш при операција против исламисти. Акцијата започна вчера по убиствата на околу 40 членови на религиозни малцинства, светски блогери, активисти на права на хомосексуалците и универзитетски професори. Помеѓу апсените не се сите исламисти, соопшти локалната полиција. Групи поврзани со исламската држава и Ал-Каеда презедоа одговорности за некои од нападите, но властите на Бангладеш сметаат дека тие се извршени од локални исламистички организации. Силите на либанската влада доцна синоќа успеа да го ослободат пристаништето на Сирт од борците на џихадистичката група Исламска држава.
Пред еден месец либиските сили ја започнаа офанзивата за превземање на контролата врз Сирт и протерување на джихадистите од регионот. Сирт е родно место на соборениот либиски лидер Муамер Гадафи и важеше за едно од најважните упоришта на екстремистичката организација надвор од Ирак и Сирија. Градот беше заземен од исламската држава пред една година. Сончево и топло време имавме денес со температури на 30 степен. Да ги погледнеме деталите за наредните денови. Тоа беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.